Влез на бугарски капитал во банкарскиот, медиумскиот сектор и во градежништвото во Македонија за Софија да отстапи од ригидните позиции. Ова според високи извори во најголемата опозицијска партија бил еден од клучните услови на источниот сосед за отстранување на блокадата на нашиот пат кон Брисел. Според истите извори, ваквите барања бугарските представници неколку пати ги истакнале во разговорите со македонската страна. Неофицијално Софија била незадоволна од процентот на бугарски инвестиции во Македонија и од тоа што клучни компании кои биле нивен таргет не се во нивна делумна или целосна собственост. А дел од ваквите планови Бугарија ќе се обидела да ги реализира преку акцијскиот план кој е во завршна фаза. Еурактив веќе објави дека Софија, откако во декември го блокираше патот на Скопје кон Брисел, се обидува да ја смени тактиката со предлози за бугарски инвестиции во Македонија. Ова, како што беше наведено, Захариева требаше да му го представи на Бучковски, а потоа македонската и бугарската влада да го согласат акцијскиот план. Алфа упати прашање до Македонското министерство за надворешни работи, за тоа дали Софија навистина упатила вакви услови за влез во овие три сектори и дали се точни пишувањата и на Еурактив, но не добивме одговор. Премиерот Заев во интервју за Канал 77 пред неколку месеци ги негираше шпекулациите дека со Бугарија биле водени конкретни преговори за влез во банкарскиот сектор. Ја не знам како вие како премиер немате ништо со собственоста, не сте ни акционер во Комерцијална банка, може да ветувате дека Комерцијална банка ќе ми дадете на Бугарија. Кој тоа ветил? Оператор. Јас ги прочитав како текст во некој бугарски медиум, спомнувајќи за неуспешни примери на инвестирање во државата. Таму зборува за банка една. Јас знам дека акции на Комерцијална банка пред година и пол-две, кои што беа во собственост на шведски и словенски Фондови, да. се продадоа јавно. Веројатно ако биле заинтересирани инвеститори од Бугарија, тие на берза може да купат кога мислат да си платат или слично. Во неколку наврати Заев изјавуваше дека постојат македонски и бугарски инвестиции во двете земји и дека да не била короната, тие ќе биле уште поголеми. За време на корона кризата, например, тоа се некои 8-9 месеци, има повеќе од 12 нови инвестиции бугарски, български овде во Северна Македонија. Имаме две многу добри македонски во Българија. Значи се случуваат инвестиции. Ако не беше короната, веројатно ќе беа уште многу поголеми инвестиции. Лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски изјави дека јавноста има право да знае што ќе содржи акцијскиот план со источниот сосед и запраша дали освен на идентитетските и историските прашања ќе се однесува и на одредени бизнис релации. Министерот Османи пак во односите со Бугарија наместо емоции смета дека треба да има рационалност.